генерално има повеќе аспекти на само напредувањето, дали ментално, дали физички, дали социјално, дали етички, дали вештински уште пресето. Како би сакал да почнеме? Мислам дека пред се најбитно што треба да се каже, тотално се согласувам со сѐ што кажа. Ми се чини проблемот што денес луѓе не прават разлика помеѓу само напредување и усовршување. Затоа што ако гледаме денес, се по пристапни оние книги за само напредување, нели self-improvement books кои што ти продаваат работи што веќе ги знаеш. Поста Петров стигне да се видиме на пробот. Каде што денес, например, луѓето, како што кажа, нели не е потребно да има проблем, потребно е да сакаш само промена да има. Тоа е self-improvement, но денес многу луѓе сметаат дека не сум добар, не знам, во играње голф, само напредување ќе биде да почнам подобро да играм голф. Ми се чини тоа е најголемиот проблем што кога ќе се каже нели вториот пример, повеќе се мисли на усовршување. Нешто што тоа што го каже и Меме од социолошки аспект многу лесно се приметува, но во секојдневниот аспект никој не го забележува. И ми се чини ако сакаш затоа што ти нели повеќе се бавиш со фитнес, ова сона, што е поблиску од секојдневието, освен нели особено секојдневните активности, фитнесот. Така да ми се чини дека ако се согласувате вие self-improvement во фитнес преку во најчестиот пример. Да. Па да, во однос со физичкиот аспект на само напредување, сметам дека многу е нужно да се нагласи колку има во однос влијание врз другите аспекти на животот, физичко напредување. Бидејќи тој исто така има корелација со мозокот. Како се самиот осеќаш за себе си, за околноста, што си спремен, оти кога си неспремен, кога немаш оттамна преку некоја физичка активност или опште некоја активност, најчесто, не викам малку парадигма да скажем, но се одразува ментално. Дали во депресија, дали во некој друго пореметување што никој не го сака. Затоа и тај аспект на само напредувањето е многу точно се нагласи со физичкото напредување. Кај што ти самото напредување физичко се напредуваш и ментално. Иначе не заедно. Но во односно да се вратам на физичкото напредување. Има една изрека од Сократ што ја мотивира и да не бидам многу клишеот и се посебна филозофија, тоа што тој вели дека жално е млад човек да не се знае целата своја потенција барем во еден дел од животот. Тоа што сметам дека треба да не мотивира со фитнесот и опште физичкото вежбање, да се видиме целата потенција што ни е. Не да изгледаме одреден како што сакаме, како например Дуейн Рок Џонсон, негов тело, ако сакаме. За пример сега, или кој да било. И да ставаме да се видиме која е нашата максимална потенција и да стремеме кон тоа. Не да бидеме мотивирани од идоли, ги кажем, и ќе може многу да манипулира. Знам, например, женските, пошто женска ми разговараме, ќе ме се занимава со фитнес, многу женски почна последниот период да вежбат, само од Били Аилиш почнал да вежба, што е тотално смешно. Не треба да биде мотиватор, некој друг што почнал да вежба. Треба мотивацијата само од себе да те исклучи, да сакаш да се видиш во подобро светло, не да некој друг. Ми се чини кога сме веќе на фитнес, ќе споменам амерички филозоф, во исто време еден, барем според мене, од најдобрите политички анархисти, Букчин, Морил Букчин. Човекот се бавело со екологија и баш таму кажува дека за луѓето да почнат да се грижат за општеството, треба да почнат да се грижат за себе. Прашањето сега е како може некој да се грижи за себе, што ми се чини дека 90% од сите такви левичарски политички теоретичари сметаат дека е потребна физичка активност. Не мора да биде фитнес, било каква физичка активност е потребна за еден човек да дојде до само напредување пред се, за потоа да може да почне да го напредува и самиот систем, да го напредува и општеството. И како што ти кажа, нели фитнес доволно е 1 саат. Еве не мора да е фитнес, може да биде било која активност која што е физички потребна, нели напорна, барем 1 саат во денот да се врши, ќе биде доволно за да почне било каква мала промена да си има во самиот живот.
Не мора да биде фитнес, нели, може да земеме со градинарство, што пак е, нели, нешто што е физички деменди. Но менталниот дел. Бој премине и сега менталниот дел. Па да, може. Да. Па затоа и сметам дека едноставно психолошки тоа 3 дела на полдела на денот. И од 24 часа, 8 часа за спиње, 8 за работа производство и 8 за баш ова, за остатни активности. Баш, ако спомнете, 1 час на ден е долу физичка, нужно е ментално обредување. Се тој систем. Тоа е многу совршено стоклен систем. И секој аспект се тоа со другиот. Денес не се прави разлика помеѓу body shaming и истакнување на факти. Многу луѓе денес сметаат дека ако на некој му кажеш дека нели тежината е поголема од колку што треба да биде, тоа ќе го сметаат за body shaming. Не, body shaming се подразбира, гледаш некој човек, без разлика еве нека биде и анорексична, се као ха анорексична си, тоа е веќе body shaming затоа што Да. кажуваш со цел на навреда. Да. Ако кажуваш со цел на факт или на помагање, тоа не е body shaming. Проблемот е што денес луѓето не може да прават таква разлика. И ми се чини од таму потекнува нели самиот проблем на тоа тоа социолошко сваќање на самото напредување, затоа што денес сме оттидани толку многу во таа политичка коректност, каде што било која критика се смета за навреда. Што не би требало да биде така, да бидеме реални. Ова сега што го кажам, мислам дека му освоите. Баш така, баш така. Не би требало да биде така. Има едни, кога сме веќе нели на подкаст, зашто да не спомнем некој друг подкаст, има двајца канаѓани, Аба и Прич, може имаш слушнато, може и ти имаш слушнато, ти знам дека имаш слушнато. Луѓето сами себе се сметаат за идиоти. Сами себе се сметаат за идиоти. Но поентите што ги кажуваат на оние BuzzFeed видеа што ги гледаат буквално за body shaming, за било каков вид на шейминг, ги кажуваат од позиција на факт. Не ги кажуваат со цел да ги навредат, него кажуваат како критичари. Тоа што луѓето што ги гледаат тие видеа не сваќаат дека тоа е критика, е сосема 16-та работа. Исто и со музиката, например, сега нели да поврземе музика за да биде таа тема полесно. сакам на крај да... Не, само за да поврзам, за да биде појасно ми е. Може да се каже дека Тоше Проевски има лоши песни. Затоа што секој музичар има лоши песни. Да. Но друга се каже дека Тоше Проевски е прелош пеач, не го бива за ништо. Да. Тука е таа разлика што многу луѓе не ја прават. Критичкото никогаш не го сваќаат како критичко, не го сваќаат како помош, затоа што тоа е критиката. Критиката е таму за да ти помогне, да ти каже кои се проблемите што ги имаш, за да ги поправиш тие проблеми. Од луѓето што ги знам, ми се чини многу мал процент од нив одат во музеи кога ќе отидат на друго место. Сите одат по кафичи, по не знам, сали некои да гледаат Лејди Гага ќе пеела, пајде Лејди Гага ќе ја гледам, мислам, се е тоа убаво. Се е тоа убаво и потребен е тој комфорт и потребно е тоа задоволство. Ама исто така е многу потребна таа обзервација на културата на другите народи, затоа што човек кој што живее во една култура цело време, во една традиција цело време, не е ништо повеќе од роб на таа традиција. Он е само манифестација на таа Не мислиш традиција. дека ние во Македонија сме роб на таква традиција? Роб на таква традиција. Зависи за кој се збор, Генерално но во голем број ми се чини дека се, не само во Македонија, на Балканот. Тоа е проблем зборам конкретно, што знаеш како тука ме на маси медитира, гледај Србите, кај се гледај вака, ние прво мора да почнеме само напредување како држава. Значи, мене ми малце медитира тој факт кога зборат и сега ќе влеземе во Европска унија, сега ќе се подобри. А ако не влеземе, нема се подобри, што ние сами неспособни сме како луѓе да напредуваме. Еве јас ќе ви кажам што сад луѓето што гледаат ова подкастов, значи може дел од вас нема да ве разберат што сакате да ви кажете, затоа што во држава постои огромен вид на функционална неписменост. Таква функционална неписменост нема се поправи со новите реформи популистички што ги спомнира ше Мила Царовска, баш напротив. Меѓутоа, нема скоро не напад, но не е свесна за тоа, меѓутоа за тоа е платена за да се спроведува наредби. Работата ми е во тоа што таа функционална писменост мора да се спроведе со тоа што ти како кажа да се излезе од масата на еднаквост, така што се сака, значи мора да се излезе од тој комфорт на традиција дека ние постојано одиме некаде за да го правиме тоа што сите останати го прават. Значи се започнува ние да отидеме да направиме нешто посебно. И тоа е убавината на еден ваков подкаст, да речеме. Ова е едното од тие различните одржава, што ја нисме до друг ваков, што може без футра да се зборува се останато.
А ова ти што го зборуваш ти, ние како народ, како Македонија, ја мислам дека ние уште живееме у традиција уште од време на Југославија, уште се тераме истиот тој систем. И ние како млади сме... период. Како? Османлинска империја, Да, не Југославија. Тоа да, е премодерно за нас. грешка сум тогаш, да, извини. И ние сме заглавени у тој некој систем и тој е тој генерацијски конфликт што го имаме. А ти тоа што викаш, кога ќе сме излегле надвор, дека управо си, дека сме го барале комфортно, дека сме иделе во Италија, за ова сме иделе во... Ја мислам дека луѓе во држава толку им е самачено брат од самава држава и се дешавки тука што само овој како и да е се бидува да најдат некој друго као комфорт. Дали забаве, журки и возрастни